Блер Хаус наполни 195 години, а како да не старее. Не е потребно ниту трошка шминка да се прикријат годините на куќата на претседателот на САД, во која тој ги пречекува лидерите од цел свет. Зидовите, натрупани со историја, чуваат бројни спомени за луѓе, настани војни, кои ја представуваат Америка. Некогаш приватна резиденција, низ оваа куќа поминале политичари и претседатели, од Ендрю Джексон преку Абрахам Линколн до сегашниот претседател Доналд Трамп. Every room in Blair House has a special story behind it. Секоја соба во Блер Хаус со себе носи посебна приказна. Верувам дека многумина ќе кажат оти собата на претседателот Линколн е најисториската соба во куќата, особено бидејќи Линколн поминал многу време во неа работејќи со семејството Блер. Изградена во 1824 година, Блер Хаус станува центар на политиката во Вашингтон, кога судскиот соработник Франсис Престон Блер бил повикан од претседателот Ендрю Джексон да го преобрази локалниот весник во распаѓање Глоуб во прва провладина публикација која ќе известува позитивно за администрацијата. Кусо потоа, оваа куќа станува негов дом. He was an excellent editor. Тој беше одличен уредник и стана многу доверлив советник на претседателот. Многу луѓе од политичкиот свет почнале да доаѓаат во куќата за да разговараат со Блер за дневните настани. Тој со време станува близок советник и на претседателот Линколн. Но како Блер Хаус всушност станува официјална гостинска куќа на претседателот. There's a very interesting story. Има многу интересна приказна што Френклин помладиот ја споменува во автобиографијата за неговите родители. Винстон Черчил многу често доаѓал во Белата куќа за време на Втората светска војна. Една ноќ се разбудил и со наметка и пура тргнал да го бара претседателот. Еленор налетала на него во ходникот и побарала разговорот да почека до утрото. Следниот ден таа го поттикнала претседателот да ја купи Блер Хаус и да ја направи куќа за гости. Од тогаш многу договори се постигнати и подпишани во оваа куќа, особено трговски договори и меморандуми за соработка. The monitoring and administering of the Marshall Plan. Најважно е што одлуката да се влезе во војна со Кореја е донесена на оваа маса и на овие столици. Блер Хаус има преку 120 соби. Уредени се со мебел што владата го купила од семејството Блер, збогатени со антиквитети, декоративни уметнички дела, историски артефакти, подароци од гостите кои поминале низ куќата за време на 14 администрации. Куќата е домаќин на избраниот претседател утрото пред инаугурацијата, кој отвора книга за гости на новата администрација, традиција што ја почнал Џими Картер во 1977 година. Собата на Труман пак денес им користи на гостите да одморат од останоците, а истата соба ја користела Ненси Реган за време на погребот на незиниот сопруг. Ова е собата на претседателот Линколн. Во неја се наоѓа портрет што бил користен во неговата кампања пред да биде избран за претседател на САД. Линколн бил првиот претседател кој поминал низ оригиналниот пот на влезот на Блер Хаус, поставен уште од 1860 година, а досега низ него поминале преку 800 светски лидери. Додека се тука, како знак на добредојде и гостопримливост, Блер Хаус го заменува американското знаме со знамето на нивната држава.